Кратки најави за денешниот дневник. Исполнети се условите за запишување на Охридскиот регион на листата на светско наследство во опасност, со жалење констатира Комитетот за светско наследство на УНЕСКО. Охрид станува конзулски град, отворен почесен конзулат и на Босна и Херцеговина. Во Струга отворен генерален конзулат на Република Албанија. Се заменуваат старите улични светилки во Дебарца со нови LED светилки. Масовен напад на рој пчели во францускиот град Оријак, повредени се 24 лица. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со максимални 33 степени Целзиусови. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува претежно ведро и ветровито време со појава на локална облачност. Во среда во централна, источна и југоисточна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Локални врнежи од дожд се очекуваат и во северните предели. Во останатите делови од Европа претежно сончево време со локална облачност. Во северните, централните и источните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со појава на невреме кој што ќе биде проследено со засилен ветер. Во јужните предели ќе превладува претежно сончево и посвежо време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 38 степени. Во Македонија во среда ќе превладува претежно сончево, ветровито и посвежо време со осетен пад на температурите. Во попладневните часови локално во северозападните, северните и во североисточните предели услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 70 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од 9 до 20 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 21 до 36 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево време, ќе биде ветровито и посвежо со појава на локална облачност. Во попладневните часови ќе дојде до зголемување на облачноста, што ќе услови умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува засилен североисточен ветер со брзина до 40 км на час. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во Охрид во четврток и петок по свежото утро сутринска температура од 11, односно 12 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 26, односно 27 степени. Во сабота претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло, минималната температура 12 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 29 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Исполнети се условите за запишување на Охридскиот регион на листата на светско наследство во опасност, со жалење констатира Комитетот за светско наследство при ЮНЕСКО во предлог одлуката која е на разгледување на 47-та седница во Париз. Деновиве истата ќе биде ставена на гласање. Во драфт верзијата која е објавена од страна на ЮНЕСКО се вели дека неисполнувањето на препораките од реактивната мисија, кумулативните негативни влијанија, како и појавувањето на нови закани предизвикале сериозно влошување на клучните атрибути на универзалната вредност на регионот. На 47-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, која почна на 6 јули во седиштето на организацијата во Париз, во следните неколку дена ќе биде донесена одлуката дали Охридскиот регион, единственото македонско природно и културно светско наследство, ќе биде впишан во листата на светски наследства во опасност. Нацрт одлуката која ќе биде ставена на гласање е веќе објавена и предвидува впишување на листата на загрозени подрачја. Во образложението кон нацрт одлуката се посочува дека советодавните тела на УНЕСКО со жалење заклучуваат дека генерално Охридскиот регион останува исклучително ранлив, со континуирана деградација и на природните и на културните атрибути.
Кумулативните и новите тековни влијанија предизвикале сериозно влошување на клучните атрибути на регионот, што ќе резултира со неповратна деградација доколку не се преземат решителни мерки. Поради тоа комитетот смета дека се исполнети условите за запишување на имотот на листата на светско наследство во опасност. Во драв верзијата на одлуката на Комитетот за светско наследство се бара од Македонија и Албанија исполнување на забелешките на реактивната мониторинг мисија, да работат на зајакнување на прекуграничниот диалог на високо институционално и на оперативно ниво, за да се обезбеди ефективно и одржливо управување со регионот. Во делот посветен на македонската страна, меѓу другото се бара државата итно да ја подобри заштитата на студенчишко блато, да ги стопира сите градежни активности во блатото и хотелскиот комплекс Горица, да го ревидира предлог законот за прогласување на студенчишко блато за парк на природата, за да осигура дека истиот е во согласност со стандардите на УНЕСКО за заштита на природата. Понатаму, измените на деталните урбанистички планови и одобрувањето на планови надвор од населени места да бидат суспендирани, додека не се спроведе стратегиска проценка за влијание врз вредностите на заштитеното подрачје. Генералните урбанистички планови за Охрид и Струга, како и инструментите за просторно планирање за неизградени области, да бидат итно разработени целосно во согласно со планот за заштита на универзалната вредност на регионот, да се спроведе систематска проценка врз основа на јасни критериуми на негативните влијанија од дивоградбите со донесување одлуки за елиминирање или ублажување на негативните ефекти од нив, вклучително и отстранување на дивоградби или делови од нив, да се достави планот за крајбрежјето на Охридското езеро до Центарот за светско наследство на разгледување, да се спроведе итна координирана акција за справување со жариштата на загадување на Охридското езеро, особено во Грашница и Радожда. Колку од сето наведено во одлуката ќе спроведат двете земји и во каква состојба е регионот, комитетот бара до Центарот за светско наследство да биде поднесен нов ажуриран извештај најдоцна до 1 февруари 2026 година, кој ќе биде разгледуван на следната 48 седница. Инаку, 17 граѓански организации од Македонија, 13 од Албанија, една европска мрежа од 15 организации, 9 организации од Хрватска, Србија, Бугарија, Австрија и Обединетото кралство доставија писмо до сите членови на Комитетот на УНЕСКО, со кое бараат да ја усвојат нацрт одлуката, имајќи ги предвид претходните две искуства, кога комитетот одлучуваше да даде дополнителни рокови на Македонија и Албанија за спроведување на препораките на реактивните мисии и го одложуваше носењето на одлуката за прогласување за светско наследство во опасност, што пак според организациите и експертите резултираше со уште поголемо уништување и со појавување нови закани по универзалните вредности на Охридскиот регион. Охрид, покрај многобројните епитети кои го красат, полека добива уште еден конзулски град. Денеска беше отворен почесен конзулат на Босна и Херцеговина со седиште во Охрид, кој е 8-о дипломатско-конзуларно представништво во градов. За почесен конзул е назначен нашиот познат поранешен кошаркар Перо Антик. Денеска во присуство на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, градоначалникот Кирил Пецаков, амбасадорот на Босна и Херцеговина во земјава Драган Јакимовиќ и гости, во Охрид беше отворен почесен конзулат на Република Босна и Херцеговина. За почесен конзул е назначен познатиот поранешен кошаркар и член на македонската кошаркарска репрезентација Перо Антик. Конзулатот во Охрид е продлабочување на добрите билатерални и пријателски односи помеѓу братските држави Босна и Херцеговина и Македонија, истакна амбасадорот на Босна и Херцеговина во земјава Драган Јакимовиќ. Ono što je bitno da se istakne da Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina nemaju otvoreni. Она што е важно да се истакне е дека Босна и Херцеговина и Македонија немаат отворени прашања. Имаат одлична соработка на сите полиња и во културата, спортот, економијата и сето она што треба да ги поврзува две држави, а отварањето на почесниот конзулат е само уште еден начин сето тоа да го подигнеме на повисоко ниво и да го зацврстеме. Покрај конзулските услуги, почесниот конзул Перо Антик и амбасадорот Јакимовиќ очекуваат конзулатот да даде дополнителен импулс во зајакнувањето на соработката за економски и туристички развој. Посочија дека се разговара за воведување една чартер линија неделно Охрид-Сараево или со Бања Лука и изразија надеж дека тоа ќе биде реализирано од идната година. Охрид е бисер наш
и треба што повеќе да помогнеме колку можеме. Ја ќе бидам една продолжена рака на амбасадата на Босна и Херцеговина во нашата држава Македонија и се надевам највише на таа чартер линија пред се да видиме дали може и све што може да се помогне за доброто на Охрид пред се и на Македонија. Една од задача почасnog конзула и конзулата. Една од задачите на почесниот конзул, конзулатот и се разбира на амбасадата е да привлечеме што повеќе туристи од Босна и Херцеговина да дојдат во Охрид. Исто така и граѓаните од Македонија да ја посетат Босна и Херцеговина. Двете земји имаат голем туристички потенцијал и се надеваме дека ќе помогнеме тоа да биде што повеќе искористено. Ова е 8 дипломатско-конзуларно представништво во Охрид. Работните простории на конзулатот се лоцирани на улицата Димитар Влахов. Почесниот конзулат има юрисдикционо подрачје со опфат на општините Охрид, Струга, Вевчани, Дебар, Кичево, Пласница, Маврово, Ростуше и Македонски Брод. Во Струга отворен генерален конзулат на Република Албанија. Оваа институција ќе има возможи на граѓаните полесен пристап до конзуларни услуги и поблиска врска со институциите на двете земји. Со низа свечености, интонирање на албанската и македонската химна, денес во Струга беше отворен генералниот конзулат на Република Албанија. Конзулатот ќе има возможи на граѓаните полесен пристап до конзуларни услуги и поблиска врска со институциите на двете земји, што е особено значајно за луѓето кои секојдневно се движат преку границите поради семејни врски, бизнис, транзитирање или туризам, рече министерот Муцунски. Односите и соработката помеѓу двете земји се засновани на взаемна доверба, почит и посветеност за реализирање на стратешките цели на двете држави во рамки на процесот на евроинтеграција. Процес кој што има исклучителна важност и за двете земји, но и за регионот како целина, кој одамна се стреми кон целосно интегрирање во европското семејство. Конзулатот ќе биде мост, ќе ги продлабочи добрите односи на двете земји, но ќе ја зајакне и врската на албанското население со својата матична држава, рече албанскиот министер Хасани. Të nderuar pranishëm marrëdhëniet mes Shqipërisë. Односите помеѓу Република Албанија и Република Северна Македонија се изградени на силен темел на пријателство, соработка и взаимно почитување. Ние ја цениме големиот напредок што е постигнат во изминатите години и остануваме посветени на продолжување на оваа соработка на сите нивоа: политичко, економско, социјално и културно. Конзулатот ќе ги покрива потребите на граѓаните од целиот регион. Претходно министрите Муцунски и Хасани остварија тет-а-тет средба во Охрид, во чиј фокус беше унапредување на добрососедските односи меѓу двете земји. Општина Дебрца деновиве интензивно работи на проектот модернизација на јавното осветлување на територијата на општината. Градоначалникот Зоран Ногачевски информира дека во оваа фаза ќе бидат демонтирани старите улични светилки и поставени 1200 нови LED светилки. Вкупната вредност на проектните активности за набавка на светилките, демонтажа на старите и монтажа на новите светилки изнесува околу 5.800.000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината за 2025 година. Со овој проект на примена на нови технологии придонесуваме за поекономично трошење на електричната енергија и поквалитетно јавно осветлување, вели градоначалникот на Дебрца Зоран Ногачевски. Продолжува соработката помеѓу Црвен крст Охрид и јавната установа Национален парк Галичица. Во насока на јакнење на локалните капацитети за справување со шумски пожари, денес Црвен крст Охрид и предаде на јавната установа Национален парк Галичица 10 заштитни шлемови, 10 заштитни визири компактибилни со шлемовите и 10 работни одела. Покрај опрема за паркот, набавена е иста опрема и за 10-член тим од Црвен крст Охрид, кој ќе пружа поддршка во справувањето со шумски пожари на Галичица. Опремата е набавена во рамките на проектот Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени, поддржан од Фондот за природа Преспа Охрид. Проектот го спроведува Црвен крст Охрид и истражувачко друштво Урсус Спелеос во соработка со јавната установа Национален парк Галичица.
Со цел подигнување на јавната свест за потребата од заштита на шумите од пожари, ова струга ја спроведува превентивно-едукативната кампања да ги заштитиме шумите од шумски пожари и бесправна сеча. На терен тимови од полициски службеници контактираат со граѓаните, им делат флаери со едукативна содржина и низ кратки разговори ги потсетуваат на општите мерки за заштита од пожар, на посебните превентивни мерки и препораки за заштита на шумите од пожари, да ја почитуваат забраната за движење низ шуми и како да се однесуваат при движење на регионалниот и другите патишта покрај шумските појаси. Посебно се нагласува потребата од итно известување за евентуално настанат пожар, што ќе значи брза реакција на надлежните служби за негово навремено локализирање и гаснење. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!